спикер. Моето прашање до премиерот беше зошто Македонија, како земја која што заслужено го очекува датумот за почеток на преговори, преговарачката рамка, во тој контекст не ја зајакнува својата позиција наспроти една земја членка која што постави де факто или де јуре блокада, а во врска со санкциите против Русија. Санкциите против Русија се однесуваат на 177 физички лица и 48 предпријатија од Руската Федерација. Кон кои што санкции, да напоменам, се придружени и Албанија и Црна Гора. За Црна Гора би сакал да напоменам дека веќе води преговори за членство со Европската Унија. Одговорот што го добив од премиерот Заев е округло панаќоше, објаснува хронологија на настаните од пред неколку години па до денес, без да даде конкретен одговор, иако во дел од одговорот се вика дека во Министерството за надворешни работи се прават дополнителни анализи, дали Македонија ќе се придружи на земјите членки на ЕУ и на повеќе земји кандидати кон овие санкции против Руската Федерација. Но јас сам сакал да напоменам дека она што не достига во одговорот на премиерот Заев е фактот дека негови фирми и фирми блиски до семејството Заеви се едни од најголемите трговци со Руската Федерација. И овде не се работи само за геополитички, овде се работи и за бизнес интерес по однос на непочитувањето на овие санкции. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнително претенечко прашање. Благодарам.